Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Во првата вечер од воведувањето на полицискиот час на Тетовско-гостиварското подрачје евидентирани се 7 прекршувања. СОНК не се согласува да се намалат платите во јавната администрација. Во Тетово на лицата од социјално загрозени семејства во понеделник им се дава храна за цела недела. Вкупната бројка на заразени со COVID-19 во земјава изнесува 136. Во изминатите 24 часа се регистрирани 22 нови случаи. Министерот за здравство Венко Филипче информираше и дека на ниво на цела држава има 14 пунктови за тестирање. Нови 22 случаи на заболени од коронавирус во земјава. Со тоа вкупната бројка на заболени во последното деноноќие се искачи на 136. Ноќеска COVID-19 ја однесе и втората жртва во земјава. Почина 63 годишен маж од Дебар. Според местото на живење соопштуваат од Министерството за здравство, случаите со коронавирус се регистрирани во Скопје 81, од кои едно лице од Богданци, а живее во Скопје. Во Дебар 40 лице, од кои едно почина, Штип 7, Куманово 3, од кои едно почина. Во Кавадарци и Охрид има по 2 лица со коронавирус, од кои едно од лицата во Охрид е од Скопје. Во Гостивар досега е регистрирано едно лице позитивно на коронавирусот. Од денеска почнуваат да функционираат 14 пунктови за земање материјали и брисеви за тестирање за коронавирус на територијата на целата држава. Тие се веќе објавени на сајтот на Мој термин и со ова практично во функција ги ставаме сите близу 1200 матични лекари кои што ќе се вклучат во процесот на диагноза, но и во водењето на пациентите. Дозволете да го објаснам системот. Секој еден пациент може да се јави или граѓанин кој што нема симптоми да се јави кај својот матичен лекар на кој што ќе ги каже неговите симптоми или неговата анамнеза, односно епидемиолошка анкета. Согласно податоците, матичниот лекар веќе има електронски алгоритам кој ќе укаже на тоа дали е потребно тестирање или не и доколку е потребно, кој е степенот на итност. Со тоа, преку системот Мој термин, ќе се закаже соодветно време во кое што ќе биде земен брисот во еден од 14 пунктови ширум државата. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека обезбедена е потребната терапија, која дава добри резултати во многу земји, која ќе се користи во лекување на COVID-19. Во однос на терапијата, со оглед на тоа што излегува повеќе студии од веќе аплицирана терапија во светот, дозволете да известам дека ние ја обезбедивме целата потребна терапија за навистина голема бројка на пациенти во нашата земја. Комбинацијата на терапија која што досега во повеќе публикации укажува на тоа дека дава добри резултати во лекувањето на овие пациенти. Процедурата е таква да протоколот за лекување треба да се прифати на стручниот колегиум на клиниката за инфективни болести, што веќе се направи денеска утрово и денеска и веќе утре треба да се заврши формално правната постапка со добивање на дефинитивна дозвола за употреба на оваа комбинација на терапија од Агенцијата за лекови Малмет, после што ќе биде веднаш аплицирана на сите пациенти каде што е тоа индицирано. И огромна е побарувачката согласно овие информации за ефикасноста на лекот Сумамед. Во нашите аптеки се донесе одлука да се издава само со бел рецепт, значи на трошок на фондот. Апелирам граѓаните да не прават залихи на овој лек. Навистина има огромна, сосем доволна количина во нашата земја и не би било добро да некој сам индицира лекување со антибиотска терапија. Денеска на инфективната клиника се прават 6 контролни брисеви на пациенти кои што се веќе хоспитализирани. Анализата ќе покаже дали се уште се носители на вирусот. Се прави и распоред за да се тестираат и вработените на клиниката за кожни болести.
Во првата вечер од воведувањето на полицискиот час на Тетовско-гостиварското подрачје евидентирани се 7 прекршувања. Лицата биле лишени од слобода и против нив се поднесени соодветни пријави. Од вчера вечер започна да важи забраната за движење во периодот од 21 часот навечер до 6 часот наутро. Полицијата има засилени контроли и дополнителни пунктови. Генерална оценка е дека забраната се почитува, но регистрирани се и прекршувања. На Тетовско-гостиварското подрачје евидентирани биле вкупно 7 прекршувања на полицискиот час, во Гостивар 2, а во Тетово 5. Покрај редовните патролни служби во текот на полицискиот час, ПС Гостивар има поставено 7 пункта на територијата што ја покрива. На пунктовите има по 2 униформирани полицајци и еден од надворешната канцеларија на полициската станица. Освен овие, има 24 часовен пункт на магистралниот пат Гостивар-Кичево, на раскресницата за Дебар. Дежурни пунктови има и на Тетовското подрачје. Полицискиот час не ги опфаќа припадниците на МВР, армијата, противпожарните служби и лицата вработени во комуналната хигиена кои работат во смени. Од забраната исто така се исклучуваат лица кои имаат потреба од итна медицинска помош, кои се во животозагрозувачка состојба и оние кои одат на дијализа. При тоа тие можат да бидат во придружба на најмногу уште 2. Во Тетовско-гостиварскиот регион над 500 лица имаат потпишано изјави за самоизолација. Инаку од Министерството за внатрешни работи оценуваат дека во земјава генерално се почитувал полицискиот час. Лишени се од слобода вкупно 18 лица кои не ги почитувале мерките. Во однос на прекршувањата на мерките за самоизолација информираат дека се поднесени 77 кривични пријави. Во моментов, полициските службеници контролираат вкупно 618 лица со решенија за изолација, односно за здравствен надзор, и 7307 лица со изјави за самоизолација. При што во таа насока досега вкупно на територија на цела држава има поднесено 77 кривични пријави. Од страна на полициските службеници извршени се 322 контроли над лица со решенија за изолација и 3606 контроли кај лица со изјави за самоизолација. При што констатирано е дека едно лице не го почитувало решението за изолација, а 22 лица не ги почитувале решенијата за самоизолација. И за наведените лица во тек е преземање активности за поднесување на соодветни кривични пријави. Како мерка против ширење на коронавирусот, општинската власт на Гостивар планира да спроведе чистење и дезинфекција на влезови и ходници во поголеми колективни згради. Официјално од денес до 12 часот во Гостивар нема нов потврден случај на коронавирус, што значи дека подрачјето останува со еден заболен, кој беше регистриран на 19 март. Општина Гостивар со јавните предпријатија ќе организира чистење и дезинфекција на влезови и ходници во колективни згради, како мерка против ширење на коронавирус. Предлогот дојде од градоначалникот Арбен Таравари на денешниот состанок на кризниот штаб. Се разгледува можноста и за поставување на пунктови за дезинфекција на возила на влез и излез од градот. Беше мој предлог да започнеме оваа недела со згради кои што се поголеми, да ги исчистиме само јавните простори, значи скалите и коридорите во тие згради. Се надевам ходниците, се надевам дека оваа недела јавното предпријатие Паркови Зеленило да започнат со оваа активност. Не можеме да стигнеме сигурно до сите згради, меѓутоа колку што можеме по големите згради ќе се обидеме овој период. Потоа ќе продолжиме со другите. И второ беше во приодите кај што е до општината и излегувањето од општината, ќе се обидеме да поставиме одредена група на луѓе повторно со јавното предпријатие за дезинфекција на возилата кои што влегуваат во градот. Официјално до денес до 12 часот во Гостивар нема нов потврден случај на коронавирус, што значи дека подрачјето останува со еден заболен кој беше регистриран на 19 март. Кризниот штаб ја оцени состојбата како стабилна и донесе неколку заклучоци за превенцијата и мерките за заштита на населението од вирусот.
да се почитуваат сите препораки на владата. И тоа од сите подеднав. Под 3, да инсистираме како институции до сите граѓани да ги почитуваат правилата на персонална хигиена, потоа социјална дистанца и физичка дистанца. Под 4, да се изолираат и да се држат во поголема дистанца по возрастни луѓе и луѓе кои што имаат и други коморбидитети, односно болести. 5. Сите институции да продолжат да комуницираат една со друга, се со цел да ја поминеме оваа ситуација што подобро и да нема или да има што помалку последици. Под 6, ситуацијата се уште е многу сериозна и во општината, и во државата, и во регионот, меѓутоа нема воопшто простор за паника. Таравари рече дека директори на јавни установи и институции во Гостивар не дошле на денешниот состанок по партиска наредба. Нагласи дека политичките разлики мора да се надминат во вакви кризни ситуации и институциите да делуваат заеднички и координирано. Кризниот штаб на Гостивар повторно ќе се состане во четврток. СОНК не се согласува да се намалат платите во јавната администрација. Овие мерки беа предложени од Зоран Заев за намалување на економските штети од коронавирусот. Од СОНК Тетово телефонски ни го образложија ставот по ова прашање. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура не се согласува да се намалат платите на административците. Мерките беа предложени од СДСМ и председателот на партијата Зоран Заев за да се намалат економските штети од коронавирусот. Председателот на СОНК Тетово Теута Сейфулај објасни зошто овој предлог е радикален. СОНК не се согласуваат да се намалат платите во јавниот администрација, просветните научници и културните работници. Со голема загриженост ги гледаме информациите за ширењето на вирусот во Северна Македонија и препораките на влада за примена на мерките за што би намалил ризикот за инфицирање од овој смртоносен вирус. Ние како синдикат доследно апелираме да се почитуваат препораките на надлежниот, што повеќе да се заштитиме за ширење на ова пандемија. Регионот Тетово, незадоволен од лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, со изнесувањето на предлог мерки за намалување на платите, нашето членство е загрижено за собствената екзистенција. Наспротивно, на собствените семејства. Ова мерка е многу радикална и дека голем дел од вработените ќе ги доведа во работна екзистенција. Ова криза не е само во Северна Македонија, туку во целиот свет. Никаде нема презено вакви радикални мерки. Просветните работници периодов заради прекинот на наставата се во незавидна положба, па од СОНК тврдат дека се загрижени за својата екзистенција. СОНК е убеден дека постојат и други решенија за надминување на економската криза, кои директно и радикално нема да се манифестираат врз работниците во јавниот сектор. Алијансата за албанците и ДПА се против одлуките на владата, вработените во јавната и државната администрација, но и просветните работници да земаат минимални плати. Лидерот на ДПА Мендух Тачи вели дека за поголема социјална кохезија потребно е да се намалат платите на функционерите и сите луѓе на раководни позиции. Наша препорука е на сите плати на високи функционери, раководители на институции, пратеници, министри, директори, одма да се смалуват на 50%, платите на администрацијата и на учителите и професорите да не се смалува. Има и една додатна мерка која треба, мислам, брзо да се донесе. Платите на лекарите и сите здравствени работници да се 2 пати да се покажи. Од Алијансата за албанците истакна дека намалувањето на плати во ваква вонредна состојба треба да има кај тие кои имаат приходи над 30.000 денари. Во функција на конкретизирање на мерките, предлагаме приходите до 30.000 денари да останат непроменети, а приходите над оваа бројка да паднат на минимална плата за април и мај.
Тие кои имаат солидни плати, имаат дополнителна можност да ги надминат следните 60 дена. Се надеваме дека ќе ја надминем оваа состојба што е можно поскоро, велат од Алијансата за албанците. Народната кујна во Тетово отворена само во понеделник. На лицата од социјално загрозените семејства им се дава храна за цела недела. Во Народната кујна во Тетово денес на лицата од социјално загрозени семејства им беше поделена храна за цела недела. Во услови кога владее пандемија на COVID-19, согласно препораките на владата, не се подготвува храна во овој објект, туку им се даваат намирниците за да ги подготват во нивните домови. Како и секогаш во вакви моменти кога не можеме редовно да куваме и да спремаме готови јадења, значи по насоки и од Министерство и од другите институции дека не може вработениот секој ден да спрема топол оброк, им се даваат ланч пакети на социјалните случаеви, кои тука кај нас са 100 лица и редовно им се издават пакетчиња со млеко, со паштети, конзервирани, значи каде што они после другите работи кои им се даваат можат и да подготват дома нешто сами. Значи секој понеделник од 9 до 12 часот. Доаѓаат, си земаат и си одат. Тоа е за текот на цела недела? Да, за текот на целата недела им се дава повеќе работи, така што можат да си поминат една недела. Истото се прави по нивното барање, бидејќи нормално со мерките што се издадени од страна на влада, не можат и они секој ден да излагаат и да земаат јадење и да идат дома. Народната кујна е сместена во рамки на објектот Тетекс на детската градинка Младост во Тетово. Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Останете со нас, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симонски. Пријатно!